Драго ученици, добре дојдовте во нашата училница на час по општество за второ одделение. Јас сум одделенски наставник Наташа Тодоровска од Основното училиште Ѓорги Сугарев од Битола. На денешниот час по општество ние ќе учиме за сличности и разлики меѓу луѓето. А што ќе научите на овој час или кои цели ќе ги остварите? Ќе научите дека сите луѓе се разликуваат меѓу себе според физичкиот изглед, а тоа е боја на очи, коса, висина, тежина, возраст, пол, раса, јазик, вероисповед. Но, освен што се разликуваат, луѓето имат и многу сличности меѓу себе. Ќе научите дека луѓето имаат слични професии, интереси, хоби, односно спорт, музика, љубов кон природата. Пајде да се запознаеме со нашите другарчиња второодделенци кои ќе бидат денешни ваши домаќини на часот по општество. Здраво, јас сум Јана. А јас Зоран. Јас сум Маја, Алмир и Џанер. Здраво, деца! Добре дојдовте во нашата училница. Денес заедно ќе научиме пошто сме слични, а пошто различни. А сега, драги дечиња, подгответе тетрадката по општество и дрвените боички. Стопирајте го видеото за да се подготвите и вратете се назад. Што гледате на сликата? Убаво размислете, разгледајте, стопирајте го повторно видеото за да можете да одговорите. Сигурно забележавте едно момче и едно убаво девојче. Што е заедничко за момчето и девојчето, ќе видиме понатаму. Но првен да видиме што е навочливо, пошто се разликуваат. Така, и тие се различен пол, односно луѓето се разликуваат според полот и постои машки и женски пол. Сега, да видиме кои други пак разлики ги забележувате. Ајде да видиме. Облеката, значи тие се различно облечени, девојчето носи фустанче, што е нормално, момчето значи носи панталончиња, блузи различни по боја. Бојата на косата, забележувате, нели? И должината на косата. Девојчето има подолга коса, а момчето се вика Зоран, а девојчето Јана. Значи, имаат различно име, односно, момчињата и девојчињата имаат секако различни имиња, имаме машки имиња и женски имиња. Освен овие дечиња, ова се другарчињата на одделението, во одделението во кое што ние денес сме гостинчиња и ќе учиме за сличности и разлики. Ова е Петар, Алмир, Џанер и Сашо. Здраво, дечки! Здраво, да ги поздравиме, нели? Хајде разгледајте, кои сличности ги забележувате кај сите деца? Штом поставам вакво прашање, стопирајте го видеото и разгледајте што е слично кај децата. Што мислите? Сите се момчиња. Сите рековме дека се и второ одделение. А сигурно, штом каже детето дека се негови другари, значи сите се другарчиња, добри другари, и доколку ги забележиме, сите носат патличиња. Сега, така, и облеката им е слична, односно сите имат панталончиња со блузе, значи тоа се сличности, но не се исти, но да видиме што е различно кај нив. Различни им се имињата. Различна и бојата на косата, ако забележите. И бојата на очите им е различна, имаме црни, кафеави, сини или зелени очи. Верата и националноста, како можеме да забележиме по вера и националност. Петар и Сашо се православни македонци. Алмир и Џанер се муслимани, односно Алмир е албанец, а Џанер е рум. Освен тоа, значи, дечињата меѓу себе, освен разлики, имаат и сличности. Да видиме што мислите дека е заедничко за сите. Сега ќе покажеме на слика. Што гледате? Гледаме различни видови на спортови. Со топка и без топка, летни и зимски спортови. Сите деца сакаат спорт, но хајде да видиме дали има разлики во нивната желба дека сакаат спорт. Алмир најмногу сака кошарка од спортовите,
А Џанер пак секојдневно вежба, трча, значи во паркот и сака повеќе активности во природа. Сашо ужива во летните спортови, односно пливањето. А Петар е роден фудбалер. Секој ден е со топката и игра фудбал. Кој спорт деца го сакате вие? Нешто сликата или можеби некој друг спорт? Сега да се запознаеме и со другарките од оделението. Тука ни е Марија, Медине, Сашка, Зана и Грета. Сите тие се девојчиња, потоа се слични и се другарки. А и се второ оделение, забележавме исто како и кај момчињата. Но, хајде да не пошто се разликуваат. Сите имат различно име. Ако ги забележиме по бојата на очите, сите имат различна боја на очи, а за косата веќе гледаме дека имат различна боја на косата и различна телесна тежина, некои се подебелки, малце пополнички, а некои се послабечки. Облеката, сите се различно облечени, ако по сличност има претежно се сите со фустанчи или сукнички, а само Медине со панталончи. И националност, односно тоа можеме да го забележиме повторно по имињата. Медине и Зана се муслиманки, Медине е ромка, а Зана е албанка. А Грета пак ни дојде од Германија, е родена во Германија, но сега живее кај нас. Сашка и Марија се македонки, православни македонки. Еве ги девојчињата и долу имаме едно блокче со различни цртежи. Што е заедничко за овие девојчиња? Сите обожаваат ликовно. Омилен предмет им е ликовно и постојано сакаат да цртаат. Тоа им е сличност. Значи заедничка особина кој што ги поврзува сите, но се разликува по нешто. Марија многу сака да пее, да танцува. Секој слободен миг го користи за тоа. А Медине, каде да ја видиш, таа зема книгата и многу сака да чита. Посебно убави сликовници, со приказни за животни. А Сашка има едно прекрасно куче, Руки, кој се вика и само за него зборува. И по цел ден го шета кучето. Зана учи на гитара и сака да свири многу на гитара за да може заедно со Марија и да пеат. Грета е наша најголема спортистка. Постојано трча, скока, сите спортови ги игра, а од јажето не седели. Дече, што научивме на овој час? На овој час научивме дека на планетата Земја луѓето меѓу себе се разликуваат според бојата на кош, изглед, вера, националност, јазик, култура, професија. Но исто така, меѓу луѓето има и многу сличности. Сите сме различни деца, а сепак исти. И затоа е многу важно да се почитуваат различностите. Хајде стигнавме сега до активностите за вас. Оние дете што можат да ги го запишат насловот, можат да си го напишат во својата тетрадка без линии. Насловот е запишан со големи букви, а знаете дека во прво ги учев. Сличности и разлики. Потоа ќе си нацртате една права исправена линија, ќе го поделите листот на половина и уште еднаш вака, ќе добиеме како буквата Т, го викаме Т табела. На левата страна ќе си го запишете вашето име со големи букви, а на другата име на другарчето кое што сакате да го цртате. Потоа уште еднаш ќе поделите во листот за да добиете 4 вакви делчиња за цртање. Во првото делче што сега го означувам, ќе се нацрташ себе си. А во второто ќе го нацрташ твоето другарче, дали момче или девојче, тоа што си го одбрал. Потоа, при тоа, додека се цртат, ќе внимавате да се нацртате според бојата на косата, каква имате вие, каква другарчето, бојата на очињата. Значи, да се одберите облека која што вие сакате, или се имате за облекување, или имате видено другарчето што сака најмногу да носи. Во овој дел ќе го нацртате вашето хоби, што сакате да правите, да трчате, да играте со топка, да играте на компјутер, да читате книги, да цртате. А во другото делче, вашето другарче. Ако вие заедничко нешто го правите, може да се нацртате заедно со другарчето, како ја играте или ја изведувате таа активност.
Мислам дека домашното не е тешко, а дека научивте на сликовит начин кои се сличностите и разликите меѓу луѓето, а особено меѓу дечињата. Деца, се гледаме на некој следен час. Ми беше задоволство да бидам денес со вас и да ви бидам ваша наставничка. До гледање!